Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите, почитувани колеги, добро дојдовте на денешната пресконференција на Народната банка на Република Македонија. Поводот за оваа пресконференција, како што знаете, е презентирање на најновите макроекономски проекции, кои што туку ги заврши Централната банка, односно споделување со вас на нашите среднорочни видувања за клучни макроекономски параметри и варијабли во реалниот сектор, како што се економскиот раст, инфлацијата, но и за монетарните и екстерните движења. Презентацијата на макроекономските проекции ќе биде направена од страна на гувернерот на Народната банка на Република Македонија, господинот Димитар Богов. Гувернере, повелете. Благодарам, добар ден. Значи, вообичаено на почетокот на мај ја објавуваме нашата ревизија на макроекономските проекции за 2018 и 2019 година. Како и вообичаено, ќе се осврнеме на промената на ризиците меѓу двете проекции од октомври до сега, клучните предпоставки на сегашните проекции, априлски ги викаме, бидејќи работата на тимот е во април, надворешните предпоставки, значи оние инпути кои што ги земаме како екзогени од нашите трговски партнери и на крај ќе го презентираме макроекономското сценарио за 2018 и 2019 година. Потоа ќе направиме рекапитулар на она што го очекуваме за овие 2 години. Ризиците во помеѓу двете проекции се оценети како пониски во однос на октомврискиот циклус. Очекуваме, значи, како и претходно, целосно стабилен домашен политички амбиент како основен предуслов за остварување на ова наша проекција. Надворешните ризици на краток рок се врамнотежени, но на долг рок, на среден и долг и натаму се неповолни. На краток рок позитивен ризик е тоа што се очекува посилен економски раст во развиените економии и кај нашите најголеми трговски партнери. Но исто така има зголемен ризик од очекуваниот протекционизам, значи во трговските односи помеѓу земјите во светот и исто така побрзо од очекуваното затегнување на финансиските услови во Америка. На среден рок секако можно е акумулирање на финансиски ранливости на глобален план и исто така остануваат оние геостратегиски ризици кои што се уште се оценуваат како неповолни. Нов позитивен ризик во овој циклус проекции е можноста за забрзување на евроатлантската интеграција, што би дало дополнителен поттик, но во ова основно сценарио тоа не е земено, значи останува како позитивен ризик врз проекцијата. Клучните предпоставки во априлското сценарио на нашите проекции се значи фундаментите остануваат слични како и во октомвриските проекции. Надворешното окружување е нешто подобро од што беше во октомври. Очекуваме понатамошен стимул врз економијата од странските извозни капацитети, исто така продолжување и забрзување на јавните инфраструктурни проекти, како и зголемување на домашните и странските инвестиции. Секако, изголемената доверба на домашните субјекти е клучна за остварување на некои од овие предпоставки, а кредитниот раст ќе биде тука да ја овозможи таа засилена инвестициска активност. Сепак, ризиците за економскиот раст ги оценуваме како поизразено надолни, а тоа во еден дел е резултат на послабото остварување во минатата година од она кое што го очекувавме, значи ние очекувавме 0,5, се оствари 0% раст и послабата, односно неизвестноста околу реализацијата на инфраструктурните проекти кои од почетокот на годината одат нешто послабо. Странската побарувачка е ревидирана нагоре, значи нашите најголеми трговски партнери остваруваат, односно се очекува да остварат посилен економски раст од оној кој што беше очекуван во октомври, 2,5% оваа година и 2,1% во наредната, наспроти предходните од 2,1 и 1,8.
Главно тоа е резултат на германската економија, која што има најголема тежина кај нашите најголеми трговски партнери, но исто така раст се забележува и кај останатите наши трговски партнери. Направена е корекција кај странската ефективна инфлација на 1,8% во оваа година и 1,4% при минатата проекција во октомври. За 2019 година задржана е проекцијата за странската инфлација на 1,7%, како што беше и во октомври. При тоа очекуваме повисоко ниво на цената на нафтата, како и нагорна ревизија на цените на храната во оваа година. Кај цените на металите, кои што се исто така значени за нашата економија, се очекуваат главно нагорни ревизии во оваа година, односно надолни во наредната година во однос на октомвриските очекувања. Сето ова треба да доведе до остварување на стапка до 3,2% во оваа година и до 3,5% во наредната година, што би било еден умерен до солиден економски раст. Но секако, за тоа да се оствари, битно е да се остварат предпоставките. Значи, фундаменталните предпоставки што беа во октомври се уште се актуелни. Предпоставуваме поволен домашен политички амбиент и поповолно надворешно окружување. Во просек, во двете години очекуваме движечки фактор да биде извозот, кој ќе има најсилен пораст, главно како резултат на новите производни капацитети. Се очекува натамошен прилив на странски инвестиции, но очекуваме и традиционалните сектори да бидат повлечени од засилениот раст кај нашите најголеми трговски партнери. Исто така инвестициите се во оваа проекција можеби и клучниот фактор. Значи, очекуваме раст на инвестициите, што би бил предизвикан од позитивниот сентимент, односно од подобрувањето, од зголемувањето на довербата кај бизнис секторот, како и, како што кажав, забрзување на реализацијата на јавните инфраструктурни проекти и ефекти од новите програми за поттикнување на домашните и странските инвестиции. Личната потрошувачка ќе даде свој придонес поттикната од зголемувањето на платите и зголемувањето на вработеноста која што се очекува да продолжи како и изминатите години. Но, како што кажав и ќе нагласам уште еднаш, клучната предпоставка тука е како ќе се одвиваат инвестициите. На среден рок очекуваме домашната побарувачка да биде оној основен двигател на бруто домашниот производ, односно приватната потрошувачка и инвестициите. Секако извозот ќе го даде својот придонес, тој ќе расте и наредните години со доста силни стапки како што предпоставуваме. Кај инфлацијата, иако имаме промени во очекувањата, значи нешто повисока увозна инфлација, но исто така во првиот квартал пониска реализација на домашната инфлација, сепак остануваме на претходната проекција од инфлација околу 2% за оваа година, исто како и за наредната година. Ризиците главно се поврзани со неизвестноста околу увозните цени. Билансот на плаќања останува да биде доста стабилен и доста поволен, односно дефицитот во текуваната сметка го оценуваме на 1,5% од бруто домашниот производ и во 18 и во 19 година, и тоа е нешто пониско ниво од она кое што го очекувавме при октомвриските проекции. Ќе продолжи стеснувањето на дефицитот на салдото на стоките и услуги, и тоа главно како резултат на зголеменото искористување на капацитетите на странските производни компании, како и очекувано продолжување на влезот на нови странски компании.
Кај секундарниот доход, односно она што значи приватни трансфери, каде што се и дознаките, очекуваме умерено забавување на приливите, не толку во апсолутен износ, колку што во релативен износ во однос на бруто домашниот производ. Исто така се оценува дека ќе продолжи натамошното проширување на дефицитот кај примарниот доход, тука главниот придонес го даваат исплатените дивиденди од сега зголемениот обем на странски инвеститори во Македонија. Кај финансиската сметка имаме нешто подобри очекувања од оние што беа во октомври, односно приливи од околу 5% од бруто домашниот производ во просек за двете години. Главниот придонес ќе дојде од странските директни инвестиции, како и долгорочното задолжување на јавниот сектор. Во целиот период на проекции, показателите за адекватноста на девизните резерви ќе останат на адекватно ниво. Депозитите продолжуваат да растат со една солидна стапка од околу 6,4 и 6,5% во овие две години, и тоа е нешто побрз пораст од оној кој што го очекувавме во октомври. Кај кредитите стапките се 6,5 и 7,7%, значи тоа е близу до она што беше и во октомври очекувано од кредитен раст околу 7%, а банкарскиот систем и натаму останува стабилен, високо ликвиден и високо капитализиран, подготвен да го даде својот придонес за поддршка на економијата, доколку реалниот сектор ја врати довербата и започне нов инвестициски циклус. Да резимираме, значи најновите проекции вградуваат очекувања за стабилен домашен политички амбиент, приливи на нови странски инвестиции, повторно започнување на јавниот инфраструктурен циклус, како и поповолно надворешно окружување. Доколку не се оствари некоја од овие предпоставки, тогаш ќе биде загрозена и оваа стапка на раст од 3,2% оваа година и 3,5% во наредната година. А најголемиот надолен ризик, како што кажав, лежи кај инфраструктурните проекти. Општо земено, проекциите упатуваат на една слика за македонската економија дека има потенцијал за солиден раст на домашната економија. Тој ќе биде поддржан од кредитната активност на банките, ќе отсуствуваат инфлацијски притисоци и ќе задржиме поволната надворешна позиција во платниот биланс. Секако Народната банка внимателно ќе ги следи сите движења и доколку има потреба секогаш е подготвена да реагира соодветно со цел да ја задржи макроекономската стабилност и сигурноста на банкарскиот систем. Благодарам.